Благодарам, председателе. Колега Бране, те молам, биди пример. Те молам. Почитувана министерке, почитувани колеги, се јавувам процедурално за да ја исправам погрешната одлука која што пред една минута ја донесовте и да дадам шанса на диалогот помеѓу политичките партии. Знаете, министерке, не значи тоа дека ако владата поставува дека донела договор, односно направила договор со СОНК, а не, бидејќи свесни сте дека во текот на денот сите членови на СОНК се изјаснуваат дека не се задоволни од постигнатиот договор, наводно. Ние како законодавна власт сме над извршната власт и можеме да донесеме како да кажам, правично и законско решение во кое што ќе важи за сите без исклучок и да се исправи неправдата која што со носењето на законското решение. Имам предлог, председател. Само се извинувам. Да се извинувам. Ве молам уште еднаш. Ве молам да ги почитуваме сите наши колеги кога ќе земат збор. Ве молам. Колешката И тоа значи дека треба да викуваш. Добро. Како сакате. Има многу конструктивен предлог. Колешке само да завршам. Жаклина, имај трпение, ќе го слушнеш. Ве молам да го почитуваме достоинството на секој пратеник и институцијата Собрание. Кога ќе зборуваат пратениците, ве молам да ги почитуваме. Продолжите. Благодарам, председателе. Имено предлогот кој што ќе го кажам, само ќе морате да сослушате за да дојдеме до поентата, со наводно постигнатиот договор не се постигнува законска и правичен пристап кон сите вработени во градинките. Тоа многу добро го знаете, генерално за преговорите во СОНК за сите позиции. Јас тука имам една табела и во интерес на времето не би го губела, за да ви кажувам, чисто за јавноста, тие се платите од хигиеничар до воспитувач, а се многу позиции, кои што во сегашното законско решение, имено и затоа и владата го предлага ова законско решение, да се покачат согласно законот за минимална плата само на позицијата D4, а таа позиција е само една позиција, тоа треба јавноста да го знае. Сите останати воспитувачки, негователки, хигиеничарки и така натаму нема да го достигнат степенот, правичен степен на покачување на платите. И имаме ние тука и бодови, пример, на ниво квалификации од 6А 240 кредити, моменталните бодови се 200, доколку би го прифатиле ова законско решение би биле 237 и така линеарно ќе се покачат сите плати, линеарно и правично говорам, ќе се покачат сите плати. Тоа е нешто кое што почитувана министерке, кога го носевме законот за минимална плата, ние како пратеничка група го поддржавме, но укажавме и имавме амандман. Ако го усвоевте тогаш, нашиот амандман немаше да дојде до една ваква лавина на реакции кои што ги имате денеска. Ви тоа не го направивте. Предупредувавме дека нашиот амандман е за законско и правично решение, и нормално е дека ќе има незадоволство во сите институции кои што се под капата, да кажеме, на СОНК како репрезентативен синдикат, и нормално е кога најниската позиција денеска со покачувањето на минималната плата во зависност од стажот дури некаде достигнува и повисока плата од некоја воспитувачка. Ги имам одредени листи кои што покажуваат 20.000 денари плата, например, на хигиеничар, секако тоа е заслужна плата, нормално, плата која што и е мала за денешнава галопирачка инфлација, но имаме и воспитувачка која што има 21.000 денари плата. Со тоа, вие направивте една дискриминација по однос и на стручност, и на сложеност на работа и така натаму.
Почитувана министерке, јас, мојот предлог е поврзан и со вашата позиција не само како министерка за труд и социјална политика, туку и како председател на форумот на жените на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е навистина исклучителна позиција, но не само партиска, туку и општествена позиција. Тоа го знам, затоа што јас сум била дел од таа општествена номенклатура. Така да сметам дека за да го надминеме сега овој проблем, да, верувајте е проблем, бидејќи сте сега во таа позиција, која што ние како пратенички тука со години гледаме да го решиме или да најдеме начини за решавање на женското прашање, а ова спаѓа во прашање на жените затоа што 100% или 90% од вработените во градинките се жени. Често пати кога носиме тука стратегии, во кои што и вие самата имате учествувано во изработка, и кога говориме за правата на жените, статусот на жените, го подведуваме најмногу на прашање на економска нестабилност или економска стабилност со мерките кои што ги превземаме, законите кои што ги носиме, стратегиите кои ги носиме, за кои што сите тука како пратенички, без разлика на политичката партија, сме сложни. Досега немало одстапување од сето тоа. И сметам дека како пратенички, денеска имаме уникална шанса ова законско решение и вие како министерка која што можете да имате издвоено мислење од владата, затоа кажав, како председателка на жените, на форумот на жените, сте се обврзале да ги штитите правата на жените, а ние тука сме да ви помогнеме. Тука е мојата почитувана колешка Жаклина Пешевска, актуелна председателка на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Тука сум ја, тука е Жане колешката. И еве ќе дојдам до предлогот. Ние сите добро знаеме дека кога се работи за женско прашање, жените пратенички се единствени. И ако ние се согласиме дека воспитувачките, негователките мора да го добијат ова покачување, тогаш верувајте ми, ниту во влада вам нешто ќе може да ви најдат замерка, затоа што законодавниот дом е највисока власт во државата. Тоа еднаш ние мора да им стане јасно на владата. И ние ќе бидеме како еден поттигваш сите заедно, опозиција и позиција, за ова прашање да се реши. Од тука го давам предлогот. Еве, доколку се сложат колешките, тука и председателката, почитуваната моја колешка Лолита, колку ќе ни треба пауза да се состанеме клубот на пратенички, вклучувајќи ве и вас на тој состанок, еве кажав, сите сме тука, да донесеме едно правилно, праведно законско решение за овие жени. Зошто? Тога, знаете, ако џабе ќе ни бидат подоцна кога ќе носиме стратегијата или кога ќе носиме измени на одредено законско решение кое што ги задира правата на жените, ако економското јакнење на жената го занемаруваме во вакви ситуации кои што ни се дадени, кои што ние треба да ги решиме, го занемариме само затоа што владата рекла дека нема пари, не. Ви самата вчера малку дадовте контрадикторна изјава. Прво рековте ќе има инфлација, па сега велите нема да има инфлација. Инфлација има, галопира, ќе се најдат пари доколку се престанат со галопирачките рекетирања и криминогени дејанија. Но не сум тука за тоа. Тука сум, како што кажав, да дадам предлог, почитуваните колешки и од едната и од другата страна, ако се согласуваме,
клубот, еве, колешката Жаклина Пешевска, председателката на Унијата на жени на ВМРО ДПМН се согласува да го свикаме клубот на пратенички, да разговараме по ова прашање. Не мислам дека нема да има проблеми доколку треба како председателка на форумот на жени, туку како министерка во владата да му кажете на премиерот дека од парламентарниот дом, од законодавниот дом има ново решение за кое што сите пратенички се сложни, сите групи парламентарни се сложни, да направат една брза математика која што е направена, ама не одговара најверојатно, но има решение. Има решение, можеме да се најдеме и верувам дека ќе се најдеме доколку сакаме за амандманот кој што за жал го одбивте, комисиски сите да го поднесеме. Благодарам. Председателе е доколку се сложат, ако има потреба од пауза 5 минути да се консултираме жените пратенички, тогаш тоа е предлогот, ако се слагаат и останатите. Благодарам.